Почитувани, земјоделците се помеѓу најпогодените од енергетската криза во државата. Високата цена на горивата, која пред се и заради големата акциза, која за време на СДСМ во изминативе неколку години порасна за нови 13,13 денари, го зголемува трошокот за производство. Козметичката мерка која ја донесе владата се однесува на намалување на акцизата за 30%. Не е целосна, затоа што горивата се повторно екстремно високи, со што ќе допринесе до намалување на засадените површини, со што ќе се јави недостаток на домашна храна, а увозната ќе биде со неколку пати повисоки цени, односно сериозно дополнително ќе се одрази на семејниот буџет кај сите граѓани во Република Македонија. Дополнително, како резултат на скокот на цената на гасот, дојде и до покачување на цената на вештачките ѓубрива на светските берзи. И сега имаме и до 100% поскапо вештачко ѓубриво, кое пак е од круцијално значење за земјоделското производство. Зголемените трошоци во земјоделското производство се само половина од проблемот со кој што се соочуваат и допрва ќе се соочуваат македонските земјоделци. Имено, во голема мера се нарушени пазарите за пласман, бидејќи и македонските раноградинарски култури, како и овошето, во значајна мера завршува на пазарите во Русија. Ова ќе значи значително помал извоз и нарушување на пазарот. Од сите овие причини, ВМРО-ДПМН ги поддржува мерките за помош на земјоделците кои се поднесени од земјоделските здруженија до владата на Република Македонија. И тоа: под 1. Зелената нафта да важи за сите земјоделски гранки и да биде 100% ослободена од акциза и ДДВ, како и промена на досегашната методологија со нова, во која исплатата ќе биде по литар по единица површина. Под 2. Итно процентуално зголемување на субвенциите во сите земјоделски гранки со процентуалното зголемување на производните трошоци и нивна исплата пред секоја производна сезона. Под 3. Субвенционирање на вештачките ѓубрива во сите земјоделски гранки и укинување на ДДВ за сите вештачки ѓубрива и хемиски препарати кои што се употребуваат во земјоделското производство. Под 4. Ослободување од надомест за концесија за 2022 година за корисниците на државното земјоделско земјиште, како и ослободување од пашарина, наводнување и одводнување. Под 5. Субвенционирање на придонесите на сите регистрирани земјоделци во државата. И под 6. Под итно да се изнедат алтернативни пазари за пласман на сите земјоделски производи кои што ги произведува нашата држава. Почитувани, апелираме владата и владеачкото мнозинство да не калкулираат и да ги поддржат сите овие мерки за доброто и на земјоделците, но и за државата. Ви благодарам.